Драги Рашковски знаел дека е забрането да купува систем за да го евидентира работното време во Генералниот секретаријат, ама сепак го набавил. Пред судот сведочеше директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци Горан Трајковски дека екс-владиниот генерален секретар уште кога го набавувал софтверот имал укажување дека според Законот за заштита на личните податоци обработка на биометриски податоци се дозволува само во исклучителни ситуации. Во ниту еден субјект кој работодавец не може со биоматерија да се врши евиденција на работно време, ниту во Генералниот секретаријат, ниту во Македонија, ниту било каде во светот. Рашковски пак го обвини Трајковски дека лаже кога вели дека никаде во светот не се евидентира работното време со биометриски податоци. Против Рашковски сведочеше и неговиот наследник како генерален секретар во владата Мухамед Зекири, кој тврди дека не постоела владина одлука за набавката на софтверот за МВР. Додека Зекири бил на функција, софтверот не бил ставен во функција, а сведочеше и дека владата не може да изрекува казни, туку тоа го прави Министерството за внатрешни. За владата да набави софтвер, треба некоја институција да го побара тоа, вели Зекири, а во случајот МВР не знаеше дека Рашковски набавува софтвер за определување брзина и изрекување казни. Добив список на увид со луѓе кои се ангажирани како надворешни соработници. Лично не ги запознав, само како имиња не ги познавам. Со сведочењето на Зекири се потврдува обвинението против Рашковски, вели обвинителката Ивана Трајчева. Сведокот кажа дека морало да биде направен одреден пропис за да се пронедат тие кабини кои што се за потребите на системот за биометриска идентификација и појасни дека истите не се ни наоѓаат во просториите на владата бидејќи биле обемни и немало каде да се сместат. Во предметот софтвери прво обвинете Рашковски како генерален секретар во владата, бидејќи подпомогнал тендерот за набавка на софтвер за МВР да го добие и ВУКА груп на обвинетиот Даниел Станчев. Дополнително Рашковски се товари дека на другите 6 мина обвинети кои биле хонорарци во владата им исплаќал месечни хонорари кои му ги враќале во кеш.